Стадион, емисија за вашата вистина. Добро утро, Македонија. Добро дојдовте во редовното издание на емисијата Стадион, секоја сабота со вас, Столе Намов. Денеска наш гостин ќе биде Кирил Колемишевски. Познат на пошироката јавност, не толку можеби по политиката, по бизнисот, по адвокатурата, по економијата, колку што е познат по музиката. Кирил Колемишевски веќе подолго време се наоѓа во диаспората, односно во Канада. Колемишевски, добар ден, добро утро, како се? Добро утро, Столе, фала ти на поканата. Одличен сум. Секогаш е убаво кога ќе се дојде во Македонија. Заминавте после изборите во Канада, се враќате сега пак пред избори. Има некоја коинциденција? Не, значи тоа се некои животни одлуки како што наложил животот. Значи нема врска ни со политика. Доаѓањето овдека ми е секој август од година за година, да се видам со моите родители, да се видам со пријатели, да се одморам малку, да се наспиам малку и враќање назад. Специјално беше доаѓањето тука во Македонија за да бидете заменик министр за економија во владата на Заев, или тогаш бевте цело време тука? Тогаш бев уште во Македонија. Значи, тоа бев заменик министар од август 2019 до август 2020, а заминав за Канада во мај 2021 година. Значи не е непосредно после изборите, па да рече некој во екзил отишол? Не. Што ви е најдраго во животот до сега? Или тоа не може да се подели? Политичката димензија од вашата кариера и живот, или она со музиката, со нокаут? Тоа не може да се спори. Има и трета опција. Децата. Децата се прва. Децата се. Основна опција. Едното со другото не може да се споредува, тоа е како да споредуваш портокали со јаболка. Значи, кога бев млад, кога бев дел од нокаут, тоа беше стварно прекрасен период од мојот живот, но тие работи треба да се прават баш додека си млад. Така е моето размислување. Не се гледав како професионален музичар цел живот, дипломирав на правниот факултет, после тоа се работи во комерцијална банка и животот си фати некој друг тек. Почнаа да ме интересираат финансии, значи покрај што бев дипломиран правник, почнаа да ме интересираат финансии. Сум од првите луѓе кои што положија за инвестициски советници во 2007 година. Значи, мојата лиценца е број 3 во Комисијата за хартија од вредност. И така некако се фокусирав меѓу правото и економијата, правото и финансиите. Обично правниците бегаат од бројки, а економистите бегаат од закони. Сегаш тука многу добро... Да, многу добро се профилирав тука, затоа што ме интересира и бројки, а положив и сакаат се воедно, сакаат адвокат што знае и бројки. Ете така, да. Добро, ова ќе опротолкувам во стилот, како беше, кој го има речено тоа, добро е и треба да се биде левичар или хипик до 40 година. После тоа треба да се биде конзервативец. Се во свое време. Колемишевски остана социјалдемократ, остана левичар. Да. Во старт така или осознаваш? Или поради татко ти може? Не. Татко ми апсолутно нема никакво влијание. За политичките стави? Да, дури и бил против да влегувам јас во тие води. Ми беше добар ментор за политички одлуки, за профилирање, за кога да се реагира, кога да се повлече и така натаму, но сепак крајната одлука си беше моја. Левичар сум по убедување и по она што сум го гледал околу мене додека сум растал. Значи, десничарската идеологија не ми била никогаш блиска. Единствено во делот на економијата може одредени работи да се најдеме на центар, па дури и да прифатам десничарско размислување за определени економски прашања. Во тој дел имаме разбирање, но во сето останато сепак сум и не сум екстремен левичар, повеќе сум левичар на кај центарот, еве така да кажем. Што е тогаш прифатливо десничко? Рамниот данок е прифатлив или не? Вие сте за прогресивен? Не, јас сум за прогресивен. Прогресивни казни дури. Јас тоа и го предложив. И го сакав да се стави во програмата 2020, ама не го ставија.
ама твоите наклоци ќе те фаделе за малку. Што е чудно баш. Јас тоа го пишав, значи да не бидат казните, и го предложив официјално, да не бидат казните во денари изразени, него да има некоја апсолутна минимална казна, да речеме, стартна 500 денари, 1000 денари, што да е, ама за се останато да биде процент од годишниот приход. Што пак е уставно, бидејќи пак се сите исти пред законот. Казна за паркирање 1% од твојот годишен приход. Такви примери има. Шведска, Норвешка и така натаму, тоа е Швајцарија, тоа е сосема нормално. Тие што се супер богати, тие треба да покажат и супер одговорност. Да, ама супер богатите овде на Балканов, нема да кажувам Македонија, балканскиот менталитет кој е? Јас возам Мерцедес од 200.000 евра, јас сум, знаеш ли кој сум јас? И он може да паркира каде, сака да вози брзо, колку сака, на него казната 500 евра, 1000 евра. Тоа му е джепарац, и он пак ќе продолжи со истото однесување, така? Сега, бидејќи сум правник, казната како казна, значи треба да го спречи повторното однесување на сторителот на казната, а преку казнување на сторителот да се даде пример на сите останати да не го прават. Значи тоа е двојната цел на казнувањето. И тоа не е прифатено. Не е прифатено. Како заклучок да изгледам дека без разлика на каква идеологија се фурат партиите, на крајот секојаш идеологијата на олигарците, на оние што се најбогати во државата и кои што даваат пари во политиката, е пресудна. Да. И кај СДСМ, за жал, кај ВМРО... На цел Балкан. Нема врска тоа се да се на ВМРО, Дуи, Вленли, било кај. И тоа истото ќе биде и во Србија, истото и во Бугарија, истото. Значи, нашиот менталитет е тако. Дали ова е микропример на нешто што се случува на глобално ниво? Често ќе слушнеме во Америка, во Канада, па и во светот, политиката не ја водат избраните председатели, избраните премиери, парламенти, туку оние кои што се конгломерати, големи економски така, концерни. Така. И во Македонија е така. Значи, ова Трамп што го прави, да. Многу малку работи му се индивидуално, кои што му текнале. Не сакам да кажувам теории на заговор. Не сум по тие луѓе, но еве да поставам тема. Со царините што сакаше да ги воведи, така? Тарифите. Модерно, да. Сега, еден ден воведувам царини, друг ден не воведувам царини. Па после 3 дена волку ќе бидат царините, па онолку ќе бидат царините. Сега, за тие луѓе што ја пратат америчката берза, тоа беше нагоре надолу. Еден ден скока, друг ден паѓа, па ќе држи 2-3 дена, па пак ќе скокне. Па имаше еден ден нафтата падна 12% во еден ден, заради една изјава на Трамп. Тема за размислување, не кажувам ништо повеќе. А се може и вака се размислува. Само тој и неколку луѓе околу него знаат, па после тоа за кратко време се исправа или се предомислува, ама за тие 2-3 дена, колку што трајат тие тарифи, берзите полудува. Меѓутоа сега се случува дека се многу милиарди долари се прават пари од тие што знаат. Како се вика тоа? Берзански шпекуланти. Инвестицијски фондови, банки. Сега имаме политички шпекуланти. Да бидеме по. Ама сега се случува дури еден друг феномен. Многу малку реагираат верите, како да не веруваат, поучени од претходните примери. Не, сега ќе ти кажам како тргуваат големите фондови во Канада, во Америка, во светот. Значи, они имаат огромни соби со сервери и со компјутерски програми, алгоритми кои што реагираат на зборови. На зборови? На зборови. Значи, излегува пресконференција, дали на Трамп, дали на Си Джинпинг, кој да е, така. Тие алгоритми ги барат тие зборови, затоа што тоа веќе све екзактна наука. Кои зборови ќе ја бутнат берзата, кои зборови ќе ја дигнат берзата. Алгоритмот у истата секунда реагира. Ако изјавата е негативна, алгоритмот пушта, значи тука луѓе не ни работат. Има луѓе што си седат на компјутери што тргуваат, ама овие големиве све е компјутер.
Веста е лоша, берзата у наредните 10 секунди почнува да паѓа. Тоа човек не може да го направи. Што е по автоматизам? Тоа е вешка интелигенција, веќе луѓето се роботот работи за. Нема, значи јас пратам берза, до ден денес тргувам на берза. Значи излегува веста, отвара берзата во Њујорк во 9:30 по америчко време. 9:30 кош отвара, трк. Све надоле или све нагоре. Или за некоја компанија ќе извади извештај, нели, квартални извештаи, Nvidia, Google, што да е, некоја банка, Goldman Sachs. Излегува извештајот, после 30 секунди берзата реагира. А извештаите се на 150 страни. Кој ќе прочита 150 страни за толку кратко време и ќе каже ова е лошо или ова е добро? Че се е тоа препрограмирано. Колемишки, се вратиме на нокаут кратко. Ајде. Ретки се во Македонија луѓето кои што остануваат во музиката до крај. Еве, Пере остана нокаут, Франција во странство, Франција на Флорида. на Флорида и кон, знам Во дека Сарасота. француски извонедно знаеш, или таму е растен сега. Да. И тука дипломираше на филолошки француски јазик. Владко Стефановски остана, ретки се тие, може би Боданарски, не само во Македонија, туку и на просторот на поранешна Југославија. Не може од музика да се живее или ја изгуби жарта. Сега има многу интересна ситуација, сега нонстоп реагираат, нашите се плашат. Зошто им дозволуваме на српските пејачи тука да прават концерти, зошто да не ги земаат парите, зошто не уведуваме забрани, баш сега пред неколку дена имаше Јанчев една. Да, ја знам. Дебата Да, со Спасен, тоа го пратев тоа, да. Меѓутоа има една друга работа. Во ваше време, нокаут, меморија беше. Па беше Ристо Вомбата и Каролина, Тоше Проевски, Јареа. Полни беа сали. Да. Имаше нонстоп нови хитови. Да. Сега нема се. Дали ние оставевме, не ги слушаме тие младите два бона или Не е тоа проблемот. Значи, музиката, или тоа е шоу бизнис. Сега да се фокусираме на зборов бизнис. Па еве, вие сте пример тој период дека има сепак бизнис, Ние затоа што живеевме зборува прекрасно. не може да се пее на македонски јазик, македонските пејачи, Абе, 11.000 композитори карти 2007 година продаде нокаут на Скопски сајам. Како да не се живее? огромно. 11.000 карти продадени. Немаш игла кај да се фрли у салата. Како не се живее? Се живее, тоа многу добро се живее. Само, за да сакаш да живееш ти од нешто, ти мораш да инвестираш во тоа нешто. Еве, сега ќе ти ги земам, има наплив на албански пејачки што доживуваат светска слава. Албански пејачи. Албански. Дуа Липа, Бебе Дуа Реджа ја и знаеме, така. да. Така. Значи, прават светски концерти. Сега, Дуа Липа, според мене, Од Косово, од Косово, убава згодна жена. пее на англиски, да. Пеењето Така. не е Мараја Кери, не е Витни Хјустон, ама пее за пеење. Така, окей, и до тука е. Ама да направиш светска звезда, тоа бара пари. Продуцски производ. Ете така. Значи, овде во Македонија има некое мислење, не сакам никого да навредам од новиве генерации, ама ако мисла дека ќе се соберат у студио и ќе напишат некој интересен текст или нешто што ќе е певливо, па ќе фати некој овакво, ако не го промовираш ти тоа како бизнис, ако не направиш сериозен спот, не можеш ти да снимаш во студио од 20.000 евра, од 50.000 евра. Ние 99 година отидовме во Загреб, Во Загреб снима. во студио Тиволи, кај што снима Оливер Драгоевич, кај што снима Северина, кај што снима Дино Дворник, Джибони, тие снимаат таму. И ние кога влеговме у тоа студио, гледаме, абе, ова е друга лига. Сега замисли да отидеш во студио во Стокхолм, швеѓаните имаат опасна продукција. Да отидеш во студио во Лондон, да отидеш во студио во Њујорк или во Лос Анџелес. Така? Како квалитет, бело дугме доаѓаш тука, имавме македонска радио телевизија, Милка Герасимова, кои беа, тие беа како доаѓа и тука, таа колку е, 16 канална, 18 канална, некој студио под земја, не знам, веројатно сте Ама ете, македонска Ама тоа телевизија, веќе како не- македонска телевизија, таму е све веќе запуштено. Ние ваму снимавме на 128 канална миксета. 120. 128 од таму до таму беше миксетата. Тројца работеа на миксета. Тројца саунд инженерс работат на миксета. И после звучи како што звучи. Па звучи.
Па го ангажиравме Дејан Миличевиќ спот да снима. да, Така, па ангажиравме други спотови, па К15 ни снимаа спотови. Значи, мора да направиш ти нешто. А не се собравме со другарите, брат, имам камера, сега ќе се снимам, имаме хитче, па ќе го однесеш на радио, ќе го... Ајде, радијава, нели, мора да пуштаат македонска музика. Ќе пушти македонска музика и што правиме после? Че треба да организираш концерт, треба да имаш менаџери, треба да имаш возило, треба да те пренесува, така. Следиш музика сега? Следам. Имаш, например, последните години некоја песна што можеш да извадиш, нема? Прво од Макфест издегуваат 5-6 хита. Сега, еве, јас сум штипа, ама не ми текно, нека ми прости. Нешто да ми легне вака на уво Каролина. Толку. Ништо ново. Ништо. Ајде, кажи ми, ајде. Меморија сега правеа концерти. Ала и вера, некои песни ала вера на енергијата што имаат и што тоа сакаат да вратат нешто на македонскава публика. Ама ајде, кажи ми македонски пеач. Владо Јаневски тргни го, значи Добро. не овие таблирања. добро. Не го почна, но Златко Лозановски почна Да, и добро. добар глас, да. Одличен пеач. И оној Даниел Кајмаковски нели победи на она. Да, беше интересно. И сега поинтересно му е да пее у Белград тезга, вместо да сними албум. Да. Не сакам ни него да го вреѓам. Секој си има своја цел, така своја мака. И не можеш ти да влегуваш на музичка сцена без план. Еј, ај ќе снимиме песна. Добре, ќе снимиш песна. Албум? Знаеш колку кошта албум? Значи, за да имаш ти, што се вика, материјал за година до година и пол, ти мораш да имаш 10 песни. Да. Така? За да И држиш. една ќе ти биде таа што ќе го промовира албумот, па после тоа ќе промовираш некоја балада и све си има кога се промовира. Не се промовира балада во мај. Во мај се промовира диско хит, нешто фанки Има- што ќе оди на плажа, е така. Баладата ја пушташ во октомври, во ноември, кога е све сиво. Значи се има стопли малку, да. има многу работи на кои што треба да се мисли ако сакаш да направиш нешто конкретно. Ова го имавте во предвид вие на почеток или на почеток на каут беше онака. Не, почетокот беше Деска хаотичен. младежка- По 97 кога почнавме со ABC, ама имавме албум. Ние не излеговме во јавност со една песна. ABC, ама албумот веќе беше спремен. И после се канализираше со Да, 97 искочи ABC летото, ја пуштивме. Во октомври 97 настапивме на Макфест со Фатална обсесија. Значи, за, што се вика, за 3-4 месеци разлика, ние извадивме 2 хита. И после сите се чудеа кои се момци. А после извадивме Би се викал те сакам. Еден црно-бел спот со Тони Михајловски и речи и Милан Карашич. Тоа случајно беше музички или онака одевте по музички школи, имавте некоја наобразба? Сите не сме образувани музичари. Значи, Пере има. Или тоаш беше интересно ако свириш гитара и пееш, Да, женските полезни да, се. тоа беше, кога бев, ја свирам гитара од своја, па да не претерам, 14 година. Татко ми го полудев дома, и мајка ги полудував со гитарата, ама свирам од 14 години. И сега знам партитури, знам акорди, знам хармонии, не сум за филхармонија, ама да седнам у студио, знам. Тогаш се палеле, еве се сакале девојките, луѓе кои што свират, момчиња кои што пеат. Да. Сега на што се Сега палате лош збор, ама сега не знам, или се општа. Не, сега главниот проблем се телефоните. Тоа е моје лично мислење. Ги интересира што има на TikTok, ги има на Snapchat, на Instagram, значи нивниот свет е онлайн. Каква музика слушаат сега? Појма нема што слушаат. Искрено појма не. Еве, кога ќе излезам на вечер, гледам друштво 4-5 девојки, гледам друштво 4-5 момци. Ние кога бевме млади, после 15-20 минути тоа друштво ќе се измешаше некако. Да. Така, ќе се запознаевме, ќе се. Сега цела вечер никој никого не гледа. Сите се во телефоните.
А што слушаат? Да, популарни се тие два бона, се Слаткар ќе прави... Да, има ето така. Тони Зен, да. Слаткар кариерата по Бугарија ја прави. Не ја прави тука. Слаткар у Бугарија. Слаткар партали прави таму. Таму е популарен. Значи, политичките односи не влијат на... Нема врска тоа. Музиката нема граници. А добро беше популарен и Тоша таму на времето, Владко е секојаш популарен. Да. Мислам, Македонската музика и пази, не можеш ти да копираш се и се што од светов и да го представиш како македонско. И ние правехме преработки, ама внимававме многу, пред се внимававме на македонскиот јазик. имате вие, да. Внимававме на јазикот. Сега, ако пееш ти со скопски сленг, тоа не ти проаѓа убитово. Временска машина е обработка, например, да. Да, ама внимававме на јазикот, многу внимаваме. Значи да биде литература македонски. Биде битовски ќе ги иритираш прилепчени. Ете пијани, така, да. А вториот албум ни е цел авторски. Наши песни, наши текстови, наше све. И што е модерно сега кај децата? Не е модерно да се биде музичар, да се пее. Што е сега? Сега сака Брокери, кои не, сега од нови текови што гледам се тоа сакаат. Сакаат да бидат јутјубери, сакаат да бидат инфлуенсери, тоа сакаат. Подкасти отвараат на сите страни. Како да ти кажам, тоа се Правите споредба со Канада да направиме, еве, например, или тоа е... Не, Канада, младите се сосема на друго фокусирани таму. Целото општество е насочено да прави продуктивни граѓани. Тоа е од образованието, Од образованието, да. Значи, University of Toronto е 23-ти факултет во светот. На 23-то место. Монтреал не ме држи за збор, е 53 или 54. Варвни факултети. Македонија, сите факултети во Македонија не се ни во топ 1000. Они почнуваат од основните школи. Основните школи се со тениски терени, со фудбалски терени, со базени. Нема што нема во школата. Основни public schools, значи јавните училишта. А има католички, има приватни, има вакви, има така. Потоа гимназиите им се на next level. Во гимназиите веќе они имаат фудбалски клубови, кошаркарски клубови, ракометарни клубови, хокеј клубови. Во средно школа они ги фокусираат на тоа. Да, таму исто и они се на телефон. Ама него му е побитно да иде на тренинг на хокеј, затоа што хокејот е таму национален спорт и сака да биде хокеар за Торонто Maple Leafs. И ќе си обезбеди кариера и пари, ќе живее убаво. Друг некој па ќе го бива за математика, ќе го бива за бизнес, ќе го бива се фокусира на тоа. Или трет па ќе се запише на аеронаутика, на астрономија, па ќе прават ракети, значи таму има што да се прави, овде што да се прави. Треба тренеме со воспитувањето и со образованието да го средиме за да можеме да најдеме некој фокус. Овде треба да се почне децата. уште од прво оделение. Ако ме праша некој. Лично. Че ние сега да почнеме од прво оделение со децата, со бонтон, со етика, со работи кои што детето треба да ги учи. Не детето да му даваме некакви си формули и да има ранец од 50 кила на грбот. Тие работи се зборувате искусствено, затоа што вашите деца се во Канада. Ете така. И знаете што прават. Така, да. Значи, фокусот треба да биде на како децата да ги направиме добри луѓе, да бидат воспитани, да бидат културни, да не пцујат, да не фрлаат ѓубре кај стигнат, да не малтретираат други другарчиња, да ги бранат послабите. Значи, така се прави една нова здрава генерација. Ова што е во моментов во Македонија, мислам дека е последица од X работи, но најмногу е од домашното воспитување и општата некултура. Нема полиција колку сака нека работат во МВР полицајци, што ќе ги застане сите што возат без возачка, што пијат и возат, што возат брзо. Тоа е лична одговорност. Нема казнување што може да не превоспита. Да? Нема. Може да влие. Не постои. Да ни го надомести, да ни надомести празнината од воспитувањето и од образованието. Ете така. Како ќе натераш сега ти, се собрале 15 годишни деца, играат, не знам што играат,
и ќе ги видиш, плюс со цигарите, со пивото и све фрлаат тука. 15 годишно дете. И ние сме правиле глупости, ама после тоа сме јадели ќотек. Добро, сега да не оди у Украину, зна. Така? Така е, да. А сега гледам деца, тоа мастиката на улица. Пензионери си проаѓа улица кај сака. Чека, веќе си има 70 години, треба си пример за сите. Че да се врати срамот, не им е срам, знаеш. Основната култура. Значи, ако, да речеме, сега 50% од луѓето што одат у градски парк фрлаат ѓубре, така? 10% да фрлаат, тога службите ќе може да исчистат. Ама 50% кога фрлаат, нема служба што ќе го исчисти паркот. Тоа е, знаеш, кој ќе кажат, службите толку можат. Сами сме си криви. Тоа со музиката, со економијата да се вради. Заменик министер за економија бевте и тогаш имаше инфлација, мерки имаше во таа влада кој Крешник Битичи беше. Крешник беше. Фатмир Битичи, така. Јас бев кога беше Кочо Анѓушев, вице-премиер за економски. Он беше тогаш, после дојде Да, Фатмир. после Фатмир. Имавте мерки сега да споредите со ова, затоа што и сега е таа тема, дивење на цени, проблемот со пазарната економија, па државниот интервенционизам, може добри примери, практики да кажете од Канада. Канада важи за социјалистичка земја. Да. Тоа многу социјална, да. Многу. Тука нема збор. Ама не е богата, она може да си го дозволи тоа. Не е само до Знаеш зашо е богата? Ајде, да те прашам. Има ресурси, не? Осте ресурси. Државата зашто е богата? Ресурсите си се една работа, него државата, системот зашто е богат. Можеш да предпоставиш. Функционира системот. Не, затоа што има пропорционален данок. А прогресивниот данок? Ете така. Го има и во капитализмот. Не е да се... Во Канада минималната стапка почнува од 13%. Најбогатите плаќаат до 66%. А тука бизнисмените и газите ќе те убијат, ако го кажеш. Да. Или има друга една теза, дека ние сме сиромашни и во развој. Иманентни се прогресивните даноци на веќе развиени богати држави. Дали тоа држи? Види, да не ти кажувам колку плаќам ја данок овде, данок не имат годишно. За мојот стан. И сега јас за тие пари, уште да џавкам дека улиците не се чисти, светлото не било поправено. Па за тие пари колку сакаш да добиеш? А колку плаќаат тие што имат по 5-10 станови? Исто. И таму бев за прогресивен. Тој што ќе си живее в станот, нема проблем, тука ќе ти биде таа стапка, ама на 2, 3, 4, 5, 10 ќе расте. На 10-тиот стан ќе си платиш 10%. Што ќе ти се 10 стана? Значи тоа ти е за бизнис, така? Па така во финанси загина, политички загина и Тевдовски, они беа и беше и Бранимир Јовановиќ беа за прогресивен. И после заврши таа приказка некако. Па и Заев е бизнисмен, така да можеби Анѓушев беше. Затоа ја не сум во политика веќе. Имаме некои спротиставени ставови за тоа како ја гледаме ние таа левичарска идеологија. Во тој период кога бевте заменик министер за економија, кои работи така по сигнификантни може да ги издвоиш? Сигнификантни. Нешто што успеа да наметне, Нешто што успеа, а зашто не профункционира, тоа нема да го коментирам. Тоа беше моја идеја. Значи, викенд без ДДВ. Викенд без ДДВ? Да. Го памтиш тоа? Да, ама онака, да. Значи, првата недела во септември, нели сите се вратени од одмори, почнува школска година и така натаму. Производи до 20.000 денари, ДДВ-то да им биде вратено на граѓаните. Значи, тетратки, патики, ајвар, дрва, така. Доаѓа зима, треба да се спремат, децата одат во школо, така. Тоа беше влезено во владина процедура во... Си реализираше. А зашто не? Ама они го пуштија тоа во петок, утре нема ДДВ викенд. Утре има ДДВ викенд. И тоа пројде како што пројде, луѓе во неинформирани. И во укина па.
Тоа е интересна идеја, се сеќавам, да, ама не се сеќавам дека сум отишол заради тоа, не сум знаел. Ако ја не сум знаел што да збориме. Така, значи ти си новина, ти си информиран, ти треба да си еден од оние што секој ден читаш и треба да знаеш што се случува во државата. И 2 дена да не знаеш дека тебе ДДВ-то. Ама тоа е проблем генерален на СДСМ, на Не сакам да коментирам. не знаат да промовираат, не знаат да се... Може има и други поводи. Може има и други поводи, тоа е нешто интересно, како искуство политичко. Имаш Тоа ми е што сакаш да го кажеш. Тоа ми е така подраго нешто што мислам дека стварно би земало залет ако добро се изрекламира. И ако луѓето веќе недела 2 претходно ќе знаат дека тој викенд нема да плаќаат ДДВ. Во програмата кој се пишува дозволуваат идеологијата доминира или тука има интересни групи Види, програмите изборни, да. па и владени. После стануваат владени програми, се бираат, нели, пошто кога се прави влада мора да седнеш со коалицијскиот партнер па да си усогласиш програмите. Ама според мене све е тоа мртво слово на хартија. Така. Ако ги земеме сите политички програми од 92-ра, не знам 92-ра дали настапувале со Па не се програма, ама еве од кога се почнати тие политички програми да се рекламираат пред избори, дали се локални, дали се парламентарни, па и владени програми, да се обере, знаеш какви идеи има таму? Интересна идеја, значи сите програми да ги фатиме и да ги анализираме. Да. Што се напишале, колку Што е жени, напишано? колку... Ете така. И што е реализирано? А и проблеми ние наверите не ги читаме. Сега поштавме, поготово за локалните избори, Така, што ветил. имаше ВМРО на Груевски 11.765 проекти. Така, како проект. И сега проектот бил Чешма Уберово. Ама се брои. Ама проект. Не бе, дај да видиме овие државни проекти, стратешки проекти. Еве сега најавуваат нешто, железница, ќе правеле, па... Се стратешки. Стратешки. 2 милиарди треба да... Ете така. Све е тоа окей. Разбирам. Ама да најавуваш такво нешто, без претходно да направиш cost-benefit анализа, без да направиш сериозна feasibility студија за тоа, а веќе да си стачуваш да кажеш дека тоа ќе кошта 2 милиарди, тоа е крајно несериозно. Нема веќе. Така? Не знам, може би имаат, ако спремале претходно. Ама до сега во јавност нема. Или, не знам, ајде да не ги оговарам се, шо е како. не. Да не ги кажувам примери велично, него, значи, програмата, ова можеме да го реализираме за 4 годишниот мандат. Ако дојдеме на власт, прва работа што треба да направиме, feasibility студија, исплатливост и така натаму. И после тоа треба да се направи проектно менаџирање. Ајде, од финансирање до реализација. Кои ни се milestones, кога треба да се исполни ова, кога треба да се исполни ова, кој ќе работи ова, кој ќе работи ова. И имаш конкретна временска рамка. Касни проектот месец дена, одма го викаш проект менаџерот одговорен зашто касниш месец дена. Ама ова, ама нема ама. Ти си, ако си се нафатил на таа функција и ми кажеш ама, извини, ево ти хартијата, потпиши тука и ќе најдеме друг што нема да кажува ама. Тоа си требал да предвидиш, да знаеш, пошто кога правиш проект, можеш да ги ставиш и ризиците. Правиме моје за проект менеджмент сега. Тоа е многу сериозна работа. А не сега јас сум директор, чекај ќе го истуркаме проектот. Не се прави тоа така. Кога бевте заменик министер, колку слобода дозволува? Види, заменик Или министер, зависи од човекот? заменик министер кинеска крајница. Така. Па зашто прифатив тоа беше? Не, прифатив затоа што имаше многу добри програмата на СДСМ тогаш беше доста добра, бидејќи ја работевме со Тевдовски, со Бране Јовановиќ и така натаму. Влеговме во НАТО. Беше известно дека ќе се отворат преговорите за Европска унија. И реков, чекај, еве политичката шанса, ќе работиме да ја внесеме Македонија во Европска унија.
Имам познавање од право, имам познавање од економија, англискиот ми е перфектен, ќе одиме, ќе преговараме Брисел, они ќе доаѓаат кај нас, значи веќе како човек, тоа ми е предизвик. Бидејќи министерот сам тоа све не може да го направи, сигурно ќе имам јас дел да го направам тоа. И што се случува? Макрон Првата блокада беше од него. Тоа Реорганизација беше октомври 2019. После тоа доаѓа март, пука ковид, короната. и после тоа ја веќе животот ме однесе на сосема друга работа, сега со Бугарија расправање и така. А иначе тоа ми беше мотивот. Бев генерацијски спремен и одговорен и сакав, ајде да ги направиме овие работи што треба да ги направиме да внесеме државата во Европска унија. Кој ќе направиме според да се малку се интересни тие за дебатирање, доминира во Европа, еве па и во Америка, макар што сега не знам какви се анкетите, мислам дека не се толку во предност за десничарите во Соединетите американски држави, после одредени политики на Трамп, како што беа претходно. Канада е сосема друга приказка. Таму водеа конзервативците и на неколку месеци пред изборите изгубија. Дали Трамп тука им одмогна, иако требаше да ги поддржува, испадна попаметен новиот премиер. Трудо имаше толку мандати, сега овој продолжи. Што се случи таму? Таму главниот проблем беше тоа викаат карбон такс. Значи на Јагленот, да. не на јагленот. Карбон на диоксид, загадување. значи го оданочуваат воздухот. Канада се бори против климатските промени. И тука е предничи. И тоа стигна до 60 центи по литар, 60 канадски центи беше карбон такс. Канада е трет или четврти производител на нафта во светот. И сега ти да плаќаш нафта во Канада како да плаќаш во Македонија е нонсенс. Пред тој карбон такс, нафта таму баш кај дизел не вози никој, сите возат бензин. Значи бензинот беше 90 центи, $1, превод по македонски 40 денари. 40 денари Литар, да. И со овие таксиве успеа да го дигнат до $2, до 80. Тоа беше едната работа. Втората работа, Трудо последните 3-4 години стана предмет на подсмев. Си игра мајтап со него на тоа G7 самити, не се поздравуваа со него. Мислам, го третираа како мало дете, а сепак си премиер на Канада. Плюс жена му го остави. Па правеше нешто башка вили таму троши. Значи човекот изгуби целата, он шармантен, лепотан, жени го сака и така натаму, изгуби све. И главната борба на Полиевра, значи лидерот на конзервативците, беше X the tax, значи тоа е со секира по данокот, гилотиња, као Кировски што користеше тука. И достани од Трудо. И Трудо изведе многу добар политички маневар, си поднесе оставка, ама го замрзна парламентот. Има таква опција, таму уставот тоа им дозволува. И они 3 месеци беа без парламент. И кажа, јас ќе останам премиер додека мојата партија не избере лидер. Кој ќе стане премиер после? Ето така. И тие 3 месеци они ги користеа внатрешни партиски интриги и доаѓа Марк Карни. А Марк Карни е стварно, кој ќе му го видиш сивито, Па гувернер бил на... многу сериозен човек. Многу сериозен човек. И доаѓа Марк Карни, првиот ден како премиер, так, cut the tax. Ја укина одма. А левичар? Одма ја симна. Тоа ви смета? Одма ја симна. И неговата главна стратегија беше кампањата се викаше Elbows Up. Лактот горе. Сега тоа е термин во хокеј. Знаеш, кога ти улетува играчот и elbow up, да го акнеш и демек elbow up да им покажеме на американциве, ние сега ќе им направим на Америка elbow up. И Канада is not for sale, нели беше, Канада не е за продажба, тоа 51 држава ќе прави, Канада не е за продажба. И тоа му беше кампањата, му беше фокусирана на тоа. А Трамп толку почна да ги иритира канаѓаните. Канаѓаните се многу горда нација. Се фини, добри и културни, ама чепнеш ли Канада, имаш сериозен проблем. Значи,
речи го, Марк Карни успеа да ги добие еден куп места во Квебек, кај што живеат французи. Кај што никогаш не се случило. Ти французите во Квебек, тие имаат и референдум, сакаат да се отцепат од Канада пред 10 години. Така нешто. Сега, од Квебек ти да направиш канадски патриоти, тоа го направи Трамп. Ама тоа го искористи Марк Карни и рече, ја ќе се борам против Трамп, ќе им вратиме, ќе ова, ќе она, значи ветуваше све и свашта, нели, политика, а Полиевра се фокусираше само на либералите. И го изгуби тоа како... И изгуби скроз. И еве сега, Карни си легна на брашно и каже, ќе укинеме сега сите цари, сите тарифи. Значи нема веќе елбоу зап, сега дај да седнеме се договорим. Чиста политика. Зошто тоа Заев не му успеа? И он се тргна. ВМРО беше фокусирано на Заев. Да. Се тргна дојде друг. Тој замаец не го фати се да се. Ако веќе правиме според овој интересен пример. Да. Види сега, тоа Карни не го направил сам. Значи за тоа имаше тој политички маневар кај што парламентот канадски не работеше и за тие 3 месеци партијата си правеше стратегија. Ти без стратегија не можеш да истрчаш на терен. Сасем немаш стратегија тогаш. Не знам, тогаш не бев јас во... И па не си следал инцидентот, затоа што Заев си требаше фокусот да го отргне да ги избуни во мора, ако веќе така правиме паралел. Да. Не им успе. Ве консултираа после тоа? Не. Никогаш? Не. Целуваат луѓе тук-таму, ама одбивам така да... Отиеме сега подолго време, ама луѓето го забележуваат тоа и прават паралели пред изборите. Кога некој ќе се распише колумни пред избори и е се поприсутен, сака да биде присутен во јавноста, викат, идат избори, сака да се намете, да го препознаат. Да. Колемишски да не сакаше да биде кандидат за градоначалник на локалните избори. Тоа беше... Имаме интересна коинцидентија. Да, тоа беше и реакцијата. Па дали сум дел од оваа екипа, дали сум дел од онаа екипа, па кои ти се намерите, па ќе се враќаш ли тука у Македонија, па... На центар сакаш, на град Скопје? Апсолутно, јас со политика сум завршил за навек. А тоа што сум го пишал е нешто што јас таму сум се вложил у таа партија, години сум поминал таму. Од што се вика од обичен член, од член на економско-социјална комисија, па после комисија за економија, па станав и председател, па бев у Централен правен комитет, значи таму па сме терали избори, одговорен функционер. На терен, секаде си? Секаде. Секаде, кај што кажале, таму се одел. И гледам сега што се случува и мене не ми е пријатно. А имаше една колумна за тоа, да. Многу строга е некако. Не е строга. Како за кого? Па насловот, добро се, насловот е... Насловот е строг. Насловот е строг, да. Само да... Последниот повик пред големиот пат. Да. Што поголем пат може да има од резултатите од претходните избори? Сега, што и да е, ќе биде малку повеќе. Мислиш? Па по некоја природна логика на законитости во политиката. Моите проценка се малце поинакви. Што? Добро, ова вие... Значи не може да го забравите тоа што се го работили, не останува и заради тоа реагирате така. Да. Затоа што тоа била голема партија. Голема, сериозна, државотворна, со стратегии, кај што се преземале сериозни ризици, сериозни чекори, со цени на политички кариери на одредени ликови, ама работите се правеле. Го носеле товарот на државноста. Ете така. Каква таква, за осудување, за неосудување, ама еве тука сме. И сега? И сега. И што предлагат? Ништо, апсолутно. Совет кој што... Веќе ни совети ни совети давам, ни се консултирам, апсолутно ништо. Колум напишувате? Нека ја читаат. Нека ја прочитаат. Има многу совети внатре. Не реагираше никај? Реагира, како не реагира.
Што од крајност до крајност. Што бараш сега ти? Ето Отиде тамо, така, избегај, сега ти ќе ни сега ти ќе попуваш, да, ето така. Така реагира обсес. Некои реагира па позитивно, браво, си пишал како што треба. Тоа е тоа. Не препознаваш некој договор кој што ќе трае уште некоја година додека се порамнат работите на луѓето кои што беа во власта претходно да бидат поспокојни, па после тоа ќе ударат посилно. Или со оваа екипа, со оваа структура, тоа не може да се очекува. Не се зборува, има договор Заев Мицковски, па Филипче, негов протеже, па затоа и толку не. Мене, например, ми изненади сега ова Керев што го кажа кај нас во емисија, секоја позиција ќе го искористише максимално, ама веројатно ти Филипче доаѓа од таа фела и можеби не треба да се бранува. Видиш, Толе, ја можам да кажам 10 работи во емисија. Да. Така? Да. Дали има договор, не знам, бидејќи не сум седел на таа маса доколку се договарале. Од Look like, како се вика таа? Look like, повеќе би рекол дека нема ни маневарски капацитет. За договор, да, нели, зборува улицата, зборуваат луѓе, кажуваат, абе вака договорени се по овој со овој подпишал, се тоа, народ си го збори, јас тоа не го знам. Политички, од политичка гледна точка, дека може СДСМ да реагира, може да реагира. Ама гледам дека не реагира. Барем не реагира онакако што треба да реагира. Како што мислам дека јас треба да реагира. Не е само пресконференција и... А има поводи, има причини. Секој ден. Секој ден. Тоа ти е оценка за досегашното годишно владење, едногодишно на владата на Мицковски. Да. Изненаден си или очекувано? Очекувано. Па мора знае да бидат многу по во првата година. Ете така. Ако правиш нешто политички кој ќе добиеш мандат, правиш во првите 2 години. Големите, радикалните чекори кои што може да удрат по рейтингот на партијата, по рейтингот на политичарот. Ризици некои, да. Сите ризици ги правиш во првите 2 години. Основно политичко правило. И после менаџираш за 4-та година. Зашто велиш очекувано, знаејќи екипата оваа што беше околу Мицковски од претходно и Не, тоа што го најавуваа за изборите колку што пратев и на тоа што ги добија всушност изборите. Ствари, они не ги добија изборите некаква си кампања, но ги добија изборите затоа што сите гласа против СДСМ. Заради албанците, заради бугарите и така натаму. Така да, еве се најавуваат проекти, дај Боже да се реализираат, нели, 5 милиарди од Велика Британија, волку милиарди од таму, толку милиарди од таму. Колку е административниот капацитет на оваа држава тие пари да ги внесе во системот и да ги сврти 2 пати, 3 пати по проекти како ќе му дојде. Ја слушам таа теза дека не можеме, ние не знаеме толку, не можеме толку пари да потрошиме. 5 авиони да дојдат сега кеш со 10 милиарди, ние нема да знаеме што да правиме сега. Нема луѓе кои ќе направат проекти што нема. Од искуство што се биле во политика, во влада, да ангажираме од страна. Знаеш зашто? Не може ти да... Мене таа партизација ужасно ми смета. И за мене ќе кажат, еве па ти стигна до функција со како партија и све. Имаме, да речеме, 10 проекти кои што треба оваа влада или некоја наредна влада да ги реализира. За овој проект буџетот е 1 милиарда, реална временска рамка е да се реализира 3 години. И они си стават нивни директор и нивни луѓе по управни одбори за они да го водат тоа. Колку луѓе во Македонија ти познаваш кои што работеле на проект од 1 милиарда евра? Како и да не познавам, да. Така? Ако не познаеш, ќе си одиш во Њујорк, ќе си одиш во Кина, ќе одиш некаде и ќе кажеш дајте ми тим од 5 души што ќе го направат ова. А во тој проект ќе одиш на градежен факултет, ќе одиш на машински факултет, ќе одиш на електрофакултет, ќе кажеш кои ви се тука најдобри професори тие. Вие ќе седите во надзорен одбор. Значи, од една страна имаш своји луѓе кои што ќе ги контролираат странците, кои што ќе кажуваат професори. Значи,
со име, со презиме, со интегритет, со се. А од друга страна имаш техноменаџери кои што може да го направат тоа за 3 години. И тога се прави проектот за 3 години. Ова го предлагавте во СРС? Што сум предлагал? Така? Така е. Еве, за да го направиш студио, тебе ти треба проект. Така е, без проекта. Без проект, како ќе го направиш ти студио? Е лудачки. Ти знаеш микрофониве да ги намести све. Да. Ти си ради води. Да, така. Така. Ама за да го изгоди, дај ми некој што знае да го прави. Сега имаме некои си менаџери, раководители на сектори, директори на агенции, по 30, по 35 години. Чекайте го. Секторски, подсекторски. Абе, 35 години. Има, не знам каква диплома за англиски јазик. Он треба да седи да разговара со дипломати, да преговара за... Добре, вашата биографија за тоа и на многу луѓе. Тогаш треба со музика да се бави, да биде слободен, да биде хипик, да биде. Ето така. Ама не, они сакаат директори да бидат, ја го водам проектот. Добро, поди го проектот. Ако направиме паралела со компарација со Канада, како е тамо партизацијата? Како се бара на тоа? Или они се оддамна созреани? Не се тепат за администрација, макар што и таму е престиж, колку што знам да се работи во администрација, има добри Да, ама здравствени таму се осигурувања. доаѓа министерот со својот кабинет и толку. Па не менува директори, Нема шанси. директори на школи, Нема шанси. Градоначалник да смени директор, ако дошол, например, сега во мојот град е либерал. Градоначалник. И сега да дојде конзервативец и да си донесе негови директорки на школи. Па тоа се подразбира. Нема шанси. Као прво има училишни, регионални училишни одбори. Значи, јас сум во тој Йорк Region, кај што се 10 градови таму, и за тие 10 градови си има Йорк District Board School. И таму се тие кои што ги назначуваат овие за директори. И они се одговорни за образованието. И ако градоначалникот каже ќе ги смените овие, знаеш ли што ќе му направи таму градоначалникот? Кој си ти бе да кажеш? Колемиски кај нас има училишни одбори, како ги викаат, или тие се? Таму градоначалникот ако каже таа директорка треба да биде сменета, утредента пред неговата канцеларија 300 души од школата родители ќе му се појават. Кој си ти да ја минуваш? Нема вработување по партиски списоци, како? Нема тоа. Може и има Може тук близко, таму. на градоначалникот некој близок, ќе си направи. Да, ама, види, знаеш како се прави? Градоначалник, така. Да. Колку фирми работат за општината? Приватни фирми правилно, така, кои ще ќе добијат тендер или го финансирале за кампањата. Се треба да се вработи некој. И ти му даваш државна работа, ваму ќе им каже, бе, слушај, имам таму внуче некој, видите кај тебе во фирма дали може. Елегантно. Ама овде сите сакат државно, знаеш, и државно, не, па не може да ми збркаат од работа, па после јас сум ова, јас сум она. Веќе и тука тешко може да најдат. Па затоа нема веќе што да се најде. Столе, јас сум запрепастен колку народ иселен од овде. Како? Тоа, ама тоа го увидов од Торонто. Аха, од таму, Од таму го увидов. Затоа што алгоритмите на Facebook те лоцираат по локација кај си, нели ти даваат додади за пријател. Да. И мене почна од никаде ми се појавуваат другари и другарки што сме учели у средна школа. А не си знаел дека се во страна? Појма немам. Па некоја била у Чикаго, некоја од Детройт, некоја од не знам каде. И гледам луѓе, па други, му звонам на пријател, имам еден живее во Виена. Бе, викам, кај е овој? Во Амстердам, викам, 4 години. Пази, тоа се сите високо едуцирани луѓе. Не правиме му трбухом за крухом. Че не избегале од екзистенцијални причини. Точно. Точно. Одвратно тука не може да живее. Во Торонто, кога видов колку фамилии се иселени од, да речеме, 2005 наваму, тоа се све фамилии со мали деца, луѓе што работеле по банки, по телекоми, што имале бизнис, ситуирани луѓе. И сега се дружиме таму, играме баскет, идеме по риба, идеме скара си правиме и така натаму.
Таа бројка со која што оперираме сигурно е многу поголема. Да. И тука во Македонија кој знае дали има колку што викаат дека има. Не можам да навлегувам, сепак знаеш дека една наобична статистичка операција што треба да биде да се преброиме колку сме за да се прави стратегија за државата, се политизира. Сега зашо сакаме да разговараме? Ако ти немаш точна бројка на едуцирани кадри, со средно школо, колку луѓе има во која општина, каде треба, врз основа на таа статистичка операција се прават 10 годишни планови за развој на државата. Да, сакам да вложам во нешто, да видам колку имаме работна сила, колку имаме економски параметри, се тоа се врзани работи. Дај да видам по општини каков е растот, колку население има, колку има едуцирани во Велес, кај ми одговара данокот, кај да ставам фабриката. Што можам да очекувам во наредните 10 години? Така, можеби сакам у Дојран да отворам нешто, дај да видам у Дојран што имаме. Оди, Штип, Виница, Свети Николе, Радовиш, празно. Западна Македонија, вози на кај Охрид, глеги куќите, све е со спуштени кепенци. Така е, сега локалните избори се индикатор, освен Карпуш и Кисела Вода ќе што има зголемување на бројот на советници, сите други се намалуваат. Гостивар од 31 сега на 23 советници, значи 20.000 се намалени. Не знам Куманово дали остана на истата бројка. И тоа е сигурно. Не знам веќе тоа. На попис сте учествувале таму како функционира? Ве фати попис? Не, јас уште не сум канадски државјанин, имам на дозвола за престој, поднесов документи за канадски пасош. Треба до крај на година да станам канадски државјанин и таму тоа е операција што се врши на лаптоп. На лаптоп? Да. Си отвараш, тука сум, тој сум, податоци тие, ентер, толку. Ако државјанство извадите канадски, ако забрането Канада двојно државјанство. Ако велам во Канада добиете државјанство, добро, ако таму се забрани двојното државјанство. Добро. Или во Македонија се случи исто. Добро. И со таква информација се оперира. Од која државјанство ќе се откажете? Тоа е многу. Тоа е прашање што цело време се поставува. Имаме 130-150 бугарски пасоши што имаат македонци, македонски државјани, ако се забрани двојното државјанство, што ќе створат тоа? Види, јас во Канада можам да останам колку сакам без да бидам канадски државјанин. И ако ме прашуваш, лично би се откажал од канадскиот пасош. Затоа што со тоа постојано државјанство, жена ми е канадски државјанин, децата ми се канадски државјани. Ја не треба да вадам виза повеќе, него само треба да обновувам таа канадска лична карта на секои 5 години. Че има луѓе кои што си живеат у Канада 20 години и уште немаат државјанство. Затоа што ако станеш државјанин, даноците ти се други, давачките ти се други. Јас сум македонски пасош, пак Европска унија ми е отворена, Канада можам да одам кога сакам, дали ќе ми дадат пак америчка виза, не знам. Имам америчка до 2029, сега Трамп тоа го стегна малце. Така да решението би било такво. Прашањето беше што е во дадени моменти попресудно и поатрактивно за луѓето. Дали националниот етничкиот набој или економскиот екзистенцијалниот дискурс. Затоа што имаме примери интересни. По бројот на бугарски пасоши одговорот е очигледен. Луѓето се чудат, ама имаме примери. Во Корушка, мислам дека беше, Словенија, таму словенци доминантно живееле. На референдумот после Првата светска војна си жаделе да останат со австријани. Што е многу чудно. Каде е националното, каде е етничкото? Ние сите овие работи треба да ги имаме во предвид кога зборуваме за Македонија наредните 50-100 години. Значи, пак ќе ти кажам, без стратегија и без визија ништо не можеш да направиш. Тие 150.000 луѓе што си земале бугарски пасоши, ниеден од нив не можам да окривам. Ја му кажам зашто си земал бугарски пасош. И тие луѓе се регистрирани на некоја адреса Бандера у Благоевград. Така? Ама тие луѓе се во Германија, во Белгија, во Шведска, возат камиони, работат по ресторани, отвориле бизнис, се снашле. Значи, они отишле да си обезбедат некаква иднина, виделе овде толку е.
И пак ќе се врати тука. Ќе изгради куќа, ќе направи, ќе стои тоа празно и толку е. Кажуваат, има толку 150.000, дајте им права на тие 150. Еве нека се вратат тие 150.000, утре нека дојдат. Шо мислиш на попис дека ќе се пишат бугари? Нема никак. Епа. Ще треба да правиме разлика меѓу. Они манипулираат со статистика, со конкретни документи, затоа што луѓето си имале мака, тоа било решението, можеби тоа било и стратегијата на Бугарија да не го плесне кога треба и да го преска тоа пред институции, затоа што они имаат официјални папири. Рома, пописот е пресуден. Проблемот е на пописот да не ги уценат, затоа што имаме таков пример, барем така зборуваат искуствата и изјавите од нашите во Албанија. Од еднаш, поради такви притисоци, поради тие пасоши, поради таа економска, европска атрактивност, од ниту еден излегува 7.000, близу 7.000, може би повеќе, се не се сеќам точно на бројката, ама тука некаде беше бугари во Албанија. На последниот попис. Чекай А се. нашите бројки се намали. А што прават нашите служби тука? Се, тоа Имаме ние служби? пак влегуваме во Што прават? не само тајните, и образовните, и комплетно не правам моабет ја за само тајните. Правам за целиот државен апарат. Почнувајќи од службите. Не можеш да го предвидиш ти тоа, не знаеш дека ти одат таму, не знаеш дека даваат пари, не знаеш дека даваат компјутери. Па јас од Торонто, ако знам, овде ако не знаат, што да ти кажам? така имаме амбасадори таму, имаме дипломатски представништва, се е проформа. Стадион. Емисија за вашата вистина. Кирил Колемишевски, за диаспората зборуваме. Ајде. И кој е ниетот на Колемишевски на неговото семејство? Ова во контекст на тоа што го зборуваме, да се вратат нашите. Има ли таква шанса, такви можности, еве, тргнувајќи од вашето семејство, или тоа веќе е заборавена Не, казна? Затоа што се зборува, можеш да вратиш прва генерација, втора, трета генерација веќе нема шанси. Тоа се веќе граѓани на други држави. еве из призмата на тоа што го гледате, што го чувствувате во Канада, во Америка. Во моментов Полска е многу добар пример. Во Европа. Е веќе економски развиена. Полска си ја свати сериозно работата. Десничарска, левичарска влада, како и да е, пољаците си ја сакаат државата, се граничат со Русија, се граничат со Германија, си имаат страшни проблеми, ама како Полска, кога влегува во Европска Унија, пола Полска им отиде во Велика Британија. И претходно има они Чикаго велат дека е полска И во Торонто, колку сакаш. Торонто исто. Колку сакаш. И таа диаспора е иселена од Полска затоа што во Полска живеачката веќе била неподнослива и таму било прљаво, болници немало, школите биле катастрофи. Ама влегуваат во Европска Унија и пољаците решаваат сега да направиме државата. И се по последниве 4-5 години луѓе и од Канада и од Велика Британија се враќаат во Полска. Што веќе биле етаблирани во Што диаспора. се веќе по 10, по 15, по 20 години. Таму се враќаат во Полска. Ма не се враќаат од само што ја сакаат Полска и од што е полска среда, него Полска им нуди еден куп услови која ќе се вратите. Има мерки, значи. Нормално дека има мерки. Значи не е само национализам, патриотизам. Не, нема врска тоа. Светов е едно големо село. Ние овде сме заглавени со национализми и патриотизми. Светот е големо село. Веќе, ако имаш пасош, можеш да идеш кај живееш, па си пољак, па си македонец, така. Се, си направил, да речеме, во Канада си направил 4-5 милиони евра, да, јас ја сакам Полска, ама, кажи ми, зашо би се вратил во Полска? За да ми ги украдат. Така. На што се... Така, за да ме матка за решение, за одобрение, па ти фали печат, па ти фали уплатница, па чекај кај директорот е на подпис, па го пратиле предметот тука Вадарци или Велес, не знам за што беше тоа, за некое вработување тука. За такви циркузи ќе се враќаме. Првин треба државата да биде сериозна, сигурна, да функционираат сите државни органи, општински органи, да мито-корупција да биде барем на пола пресечена. И кога ќе се враќам, значи јас во Канада, ако сум остварил некој капитал, деца ми учат таму, значи веќе животот ми фатил некој тек. Да, ја Македонија ќе си ја сакам цел живот. Ама веќе ако таму ми е така поставено, и тој капитал ја таму да го распродадам, за да се вратам овде
и да проаѓам низ истите лавиринти без никакви мерки. Зашто? Затоа што некој направил кампања. Пак ќе ти кажам, се е стратегија. Сакате да се вратат македонците дома. Првен ќе почнете од дома. И од градов на Шоричи. Па еве се локални избори се би требало тоа да биде. Тргни од градов. Влези во било која амбуланта. На што личат амбулантите? А Канада е интересен пример, таму јавното здравство е доминантно, ретки се приватни. Нема. Ќе си платиш дебело. Ама болниците се, како да ти кажам. Болниците се перфекција. Чи мора стратегија да направиме за комуникација по засилена со нашите во странство, со диаспората, во која што економските параметри ќе бидат засилени, фокусирани. Во поглед на мотивација, стимулација. До сегашното од македонската политика, диаспората на македонските политичари има само за гласање. Се пробуваат некои мостови да се градат економски, нели Македонија 2025, имаше Груевски економски промотори наваму натаму. Се тоа фино добро е, додека партија не дојдат овде. Имаш искрени патриоти, ќе каже, еве ќе отворам една фабрика, 5 милиони. Се вратиле, 5 милиони долари ќе отворам една фабрика, ќе вработам 100 души. Душата ќе му ја земат на човекот. Инспектори, казни, дозволи, канализација да му пушта до фабрика, струја да му пушта до фабрика. И за кратко време ќе се врати. Па трча и во општината, пошто општината е надлежна за ова, државата е надлежна за она, па тој инспекторат е надлежен за ова. Кој има време, кој бизнисмен има време да се занимава со такви глупости? Бизнисмен е бизнисмен, тоа сака пари да прави. А кај нас, ова сум го кажал на многу луѓе, и нема зашо и да не го кажам. Кај нас оние подзаконски акти се така искомплицирани. Толку нејасни за да може да се читаат и вака и така. И тука, знаеш како да кажа, нели, во деталите е ѓаволот. Ѓаволот е во деталите, извини. Да. Законот е супер, ама законот има подзаконски акти, ваква уредба, вакво ова, вакво она. Се знае колку има или не сте доволно информирани, нема извори за тоа, колку има наши во Канада? Има точна бројка на последниот според канадскиот попис е 32.000. Ама тие што официјално сакале, пошто таму не е задолжителен пописот. Не е задолжителен? Не е задолжителен. Се пријавили 32. Па и кај нас бойкотира, не е задолжителен и кај нас. Да. И 32.000 официјално во цела Канада. Само во Торонто има преку 50.000. Толку само се попиша? Да. Значи треба и тука малку да се... А каде е Монтреал, каде е Калгари, каде е Ванкувер, каде е, не знам, низ цела Канада се. Тоа е малку поразително, значи не биле заинтересирани или им било тешко. Не. И согласањето, колку многу малку се пријавуваат за гласање, има тоа е и проблем со процедурата. Дали... Знаеш што е работа, што реално никој не им пружил рака. Нема кој. А имаме црква таму, имаме амбасада. Има 3 цркви. Има 4, Свети Илија, Свети Климент, Свети Димитрија, овие се за Торонто. Вистина е дека повеќе се интересирани и таа во Ејджекс, не знам. Постарите за одење во црква, да се соберат тие пикници, младите одат. Црквите имаат играорна, имаат хорови, значи се учи македонски јазик, се пеат македонски песни, се играат македонски ора, традицијата се чува таму. И овде македонците кои ќе видат во Канада дека играле оро, и вика, видија селјачкава диаспора. Па што да прави? А тие таму па се трудат, бидејќи тие деца им се родени во Канада. Тие родители се трудат да пренесе македонското, да знае колку толку македонски, да го знае македонското оро, да знае македонската песна, да прочита македонска книга. А на нас овде ни е смешно и правиме мајтап, драйвав со карот по стритот. Thank you што ме драйваш. Thank you што ме драйваше. Кај е таму роден, кај се потрудил да научи, се ти уште му се смееш. Така е. Разбираш? Ова околу ChatGPT-то гледам. Ајде.
После ќе прашам и за инвестицијски сојузник, со тоа ќе завршуваме. Ајде. Колумната, што се случи кога се заигра со ChatGPT? Да. Ја ти пишав одма, реков, малку е еднонасочна, односно малку повеќе е насочена кон Бугарија, односно кон Бугарија како опасност, а не како шанса, како можност. Кај дојде таа идејата? Сакаше поинаков да бидеш, да не биде дека еве јас така мислам, да одвоиш чувства, затоа што некој рече, еве тоа го чувствуваме ние, затоа по инерција пружаме отпор на она што наместо подадена рака ни го нудат како забрани, како блокади од другата страна од Бугарија. Сега е да покажам нешто како роботите кои што се немаат чувства, се уште немаат, или може би ќе измислат и тоа ќе биде. Како они резонираат на тема Македонија, Бугарија. Тоа беше поентата на овој мал проект. ChatGPT како вештачка интелигенција, кога имаш она професионалната верзија, можеш да си прави своји модели. Аха. Значи, ChatGPT да размислува на определен начин. Значи, можеш да му кажеш да размислува како Стив Джобс, како, не знам, како Доналд Трамп. И јас веќе година дена учам тоа prompting engineering, се вика, значи како да пишуваш промптови на ChatGPT, како да ги тренираш моделите. Значи, а кога ќе се заигра со ChatGPT и, например, едно од прашањата, ако од предпоставките што треба да ги обработи, да одговори и да предвиди ChatGPT, ако бугарската заедница се вметне во уставот, што ќе се случи? Што ќе се случи? Елаборира. Сега, компјутерот како компјутер ќе го направи она што ти треба да му го кажеш. И сега реков, јас, ајде да видиме, си размислував, ајде да видиме кој е, уствари, најлошото сценарио што може да и се случи на Македонија кога ги ставиме бугарите во уставот. Аха. Да видиме кој е крајното, што ќе се случи, да речеме, за 30, за 50 години, ако бугарите ги внесеме денес во уставот. Дали ќе станат овие со патоши бугари, па они врзоставна бројка ќе бараат вработувања, така. пропорционална застапеност. Му дадов наредба да прочита за одредени бугарски политичари се што ќе може на интернет. За овие на екстремните? Да, значи екстремната бугарска, она што негира дека да не именувам се кои политичари, анализирај ги сите нивни говори, партиската програма прочита им ја комплетно, значи сакам да размислуваш како најекстремен бугарин. Да им го фати акалот, да? Така. И викам, еве ги внесуваме денеска бугарите во уставот. Прикажи ми ја најагресивната стратегија што Бугарија може да ја добие во наредните 30 до 50 години. Спроведува, добро. Да. Тоа е. И што испадна? Политичка стратегија 2025-2045. Да. Да се прерасне од признаена заедница во неопходен коалицијски партнер и локална политичка сила. Значи, пандан на тоа албанците што ги имаат сега. Така. Тоа се Така. екстремните. Да. Најлошото сценарио е тоа. Формирање политичка платформа. Контрола на 4-6 општини со историско или демографско бугарско присуство. Тука и вашиот ресен да не спаи. Може би. Охричти, ајде. Не знам, може би. Буџетски програми за култура, млади, спорт и медиуми во тие општини. Собствени кадри во парламентот преку коалиции. Ова све ChatGPT го има. Да. Се согласува Колемишски со ова. Да. 3+ партнерици што има клучна тежина во парламентот. Министар без ресор или заменик министар за интеграција. Медиумска стратегија. Бугарска култура, историја, јазик како прифатливи. Нивна музика. А сега, видите, не е фер, ние сакаме нашите да пеат во Бугарија, а некеме нивните да дојдат тука. Јас имам поинакво размислување, затоа што ние тој 7 милионски пазар како музичари, како култура треба да го бараме. Таму не ни приведуваат. Не ни приведуваат. Вие имате свирено, имате пеената. Не, во Бугарија не. Зошто би се плашили нивните? Јас мислам дека многу поприфатливи нашите производи музички, културни ќе бидат за Бугарија отколку нивните тука. Јас немам проблем со тоа. Немам проблем со бугарската култура. Воопште немам проблем со тоа.
Како што немам ни со грчката, ни со српската, ни со албанската. Регистрирање и лиценцирање бугарско радио и ТВ на локално ниво. Колку ќе биде тоа слушано? Финансирање од Министерство за култура, издаваштво, книги, подкасти, порталчиња. Пак некој треба да купи тие книги. Нека ги делат и без пари, кој ќе ги чита? Медиумска контрола во региони со бугарско мнозинство, локални ТВ станици, реклами, вестици, мејнстрим колумнисти и јавни личности од бугарска припадност да бидат регуларно присутни на национални ТВ дебати. Зависи кои се видите. Сега имате и таму колорит. Јас сум пуштал бугарски колумнисти, историчари кои што се многу благопријатни кон Македонија. Не се сите екстремни. Имам ја многу пријатели во Бугарија. Не се сите екстремни и не се согласуваат со ставовите на Каракачанов и со Џамбаски. Таму се срекавате со бугари во... Пошто таму е многу интересно да, прашањето. Таму е МПО биле, па после се затвртира. Таму оделе во бугарски цркви, немало македонски на времето. Таму луѓето веќе ништо не ги интересирало тоа. Имам другари кои што се грци. И по новите генерации? Од новите 35, 40, 45 години. Кои ќе има, кај си македонец? Не се палат на овие... Абе, какво палење? Гајле им е. Еден многу добар пријател ми е албанец. Нема таму си Канада, таму е друг начин на размислување. Ти да си националист и екстремист, после 2-3 години ти си легнеш на брашно, пошто гледаш дека никој не се замара со тоа. Ако ти седиш на маса со 5 души и само ти ја наметнуваш темата, никој со тебе не разговара веќе на тоа. А ти избегнуваат тоа? Не само што ти избегнуваат, него ти ќе почнеш да збориш нешто и тоа завршува за 10 минути бидејќи гледаш дека никој не се надоврзува на разговорот. Не те перцепира, да. И они си продолжуваат со друга тема. Ти паќе наметнеш нешто, па ти завршува мојот за 5 минути, еднаш, два пати, трети пат. Кој е леко тебе и за кај нас и за бугарите, како тоа да го или кај нас се уште има употребна вредност национализмот е политички? Како Таму не се палат во кампања франкофони, или има политичка коректност. Не. Значи таму се палат на каде треба да оди Канада. Каде економски, политички, како ќе се позиционираме за G7, како ќе преговараме со овие, што треба да правиме со нафтата, што треба да правиме со Украина, Русија. Такви работи. А нема гнев кон имигрантите, например. А тоа има. Тоа во последно време има. Турбаните. Да, тоа има. Страшно е тоа. Затоа што затоа и трудо мораше да си оди. Прв пат кога отидов во Канада 2018 година, Канада имаше 36 милиони жители. Што е пред 7 години. Сега во мај стигна на 41 милион. Има прилив на 5 милиони луѓе се дојдени за 7 години. Од Комонвелт, од секаде. Да. Претежно Индија, Пакистан, Африка, Јужна Америка, ама грото се Индија и Пакистан. Тоа веќе се создава културолошки отпор, тие не се инкорпорираат во... Не, се гетоизираат. Канада има шанси да стане еден ден као Балканот. И што е заклучокот од ChatGPT која ќе се заигра на тема, македонско-бугарски односи? Во 45-та година. Јас намерно не дадов заклучок на тоа што е напишано таму, за да си го интерпретира секој како сака. Еве сега јавно го кажувам, значи тоа е најлошото сценарио што ми го даде ChatGPT истрениран како што јас мислам дека требало да биде истрениран. Да, може би некој друг ќе се согласи, нема се согласи, ќе каже ова може да биде уште поекстремно. Така, јас сум се заиграл, ова го гледам како најцрното сценарио. Еве 45-та бугарите признаени, политика тројца пратеници, еден заменик министер, локална власт во над 5 општини, тука некаде најмалку. Прашање да. Образование, школи и програми на бугарски, академски центар, медиуми, еден телевизиски канал, подкасти, влијателни јавни личности на македонската радио телевизија ќе има програма секако по устав, економија, бизнис мрежа, фонд, фондации, имоти и кооператива. Па и сега тоа го имаме, банки има Евроинс, осигурување, култура, полн календар на манифестации, книги, филмови и музика. Ова се да го изложиме целосно. Тука, иако рековте дека со вашиот татко, со Панде Колемишевски, кој што важи за
драг колега, он важеше тогаш, јас помлад сум за кировист или глигоровист. Добро. Се мириса со Црвенковски, така ли беше, ќе го прашам него кој ќе Тоа со него ќе разговараш. беше директор на Нова Македонија. Меѓутоа, иако за многу работи се расправате во дебатите, имате спротивставени ставови, ова партизанството ви легнува и на двајцата. И тоа е таа интересна ситуација. Знаеш зашто? Да. Затоа што и двајцата си ја сакаме Македонија. Нема, вие сте конзистентни, затоа што се случуваат тука збунувачки работи. Знаете, историјата што ја пишува комунистите ја бранат ВМРО-вците. Да се чудиш. Порано 11 октомври не го славеа со така голема радост како што сега. Значи, политиката е многу грда работа, знае да биде. И тоа еве. СДСМ од големи партизани, од антибугари, во еден период стана што не е лошо, ако веќе градиме меѓу соседски односи, најблагопријатни со бугарите. ВМРО да помане. Ако пак не лажеле тогаш, ако тоа бугарофилство не им било наметнато, макар што јас не мислам дека целосно било наметнато, од бугарофили, па некои вика и бугараши, сега Сега се ВМРО валјао. И ајде сега тоа објаснете го сега. Значи не е проблемот кај Панде Колевицки кој што останал партизан, него проблемот е кај другите кои што ги менуваат. Се е тоа политички опортунизам. Така размислуваше кој беше заменик министер. Не, јас никогаш не сум бил опортунист. Не, зборам за овие прашања. Дали забележуваше на тие партиски форуми за Бугарија кога стануваше? Тогаш не беше прашање. Јас бев од 2019 до 2020. Борисов беше добар, беше пријателски. Беше пријателски. Единствено што така ме загрижи во еден момент беше интервјуто на премиерот Заев за БГНС. Дека сашто смерта како. Тоа и дека имало некаква администрација. Дека не било окупација, дека од бугарска администрација беше. Јас апсолутно се согласувам дека со Бугарија треба да си подадеме рака. И се согласувам дека години наназад овде е граден, стратешки е граден тој анимозитет и непријателски однос према бугарите. Тоа е факт. Сега треба да има рационални политичари од таа страна, рационални политичари од оваа страна, и да се разговара како да се сближат пак луѓето. Затоа што Бугарија направи непоправлива штета Советот. Да бев јас премиер на Бугарија, знаеш ја како ќе го направев тоа? Ние ќе ви бидеме ментор за влез во Европска унија. Ние ќе ве поддржиме за све. Пари, све што ви треба, градење, школи, болници, Бугарија ќе ви ги донесе парите од Европска унија. Тоа GPT треба да им го каже на нив, да го имитираат Вучик. И преку пари, преку економска соработка, културна соработка, полека ќе се сближуваат народите и после они ќе може тоа на суптилен начин. Така полесно може да ја остави. Полесно ќе беше. Тогаш испаѓа дека не сакаат они. Или се плашат, или не знам. Да не ги македонизираме, не знам, веќе јас не знам која е целта, можеби се некои поголеми геостратешки планови. Кај што не се ни бугарите упрашање, него кај што е Балканот упрашање. Кај што треба овие држави да се држат цело време под некаква тензија, пресија, страф, контрола. Можеби и тоа е. Така? Тоа е чудно, да. А да Бугарија да кажеше добро, отворете ги преговорите, ние ќе инвестираме, ќе све ќе ви дадеме. Ќе лобираме за вас во Брисел, ќе ви ги дадеме тимовите за преговори, не за 5 години, за 2 да ги завршите преговори. За ова колумна реагираат и се јави некој? За која колумна? Со ChatGPT. Се јавија неколку души, да ме шо ти ова, како ти викам, но јасно. Што се зафркаваш со... Да, викам, читајте таму, сега, гледате дека мој личен коментар таму нема. Нема. А сум го ставил за луѓето да почнат да размислуваат. Ако сакаат да размислуваат и ако им значи тоа што сум пишал јас. Чи мене ме сосема сеедно, читале, не читале, размислувале, не размислувале, е теа темата.
Скопје како мол, Македонија како магацин. И можно ли буде нацијата, можно ли? Можно е. Ова Скопје како мол или како магацин? Македонија како магазин. Македонија како магацин. Да. Ама нема ништо, се помалку има нешто во магацинот. Магацин за што? За исследување? Магазин за производи кои што ги увезуваме, ги преработуваме и ги извезуваме. За тоа се магазините. Јас мислам И отвараме молови, отвараме супермаркети, нешто што не носи додадена вредност. Сега економската идеологија. Делумно ја осознавме со академички со прогресивното одначување и така натаму. Но има тука во една колумна историјата не учи дека народите што ја замениле производствената култура со потрошувачката се соочиле со постепено губење на сопствениот економски суверенитет. Така е. Ова ми звучи како трампизам. И е. Што се крие што се крие за доктуелниот суверенизам, како го викаат они? Значи јас не Суверенисти економски или отворен политички антидемократски диктаторски резон, според мене, еви, некои полиберални. Трамп ќе ги санкционира европските лидери заради губење на слободата на изразување на интернет, што е оксиморон. Не е тоа ограничување на слободата, не значи цензурирање, туку значи не му го прави тоа на некој што не ти одговара на тебе. Во таа смисла не учат нас. Да. Говорот на омраза и политички коректниот говор е во таа насока, да се обезбеди толерантна средина. Таму беше голема борба, бидејќи во Велика Британија му наложија на Apple да може да отвори за британските служби пристап на сите корисници на iPhone. Да. И му наложија на Apple да плаќа 10 милиони фунти или долари дневно како казна, додека не им дозволи на британците да ги отклучат сите iPhone. Добро, јас се согласувам, треба можеби да се расшири малку таа приказка, меѓутоа мора некој огради да има. Инаку тогаш се треба да дозволуваме да проиде на се во животот е на акција, реакција, причина, последица. Ова што го кажувам јас за економскиот суверенитет, го кажувам од економски аспект. Тоа ќе го обработим, тоа се врзува со политички суверенизмот, го форсираат на Балканот, ова го зборуваат и познати академски граѓани, професори, политиколози, го форсираат само под услов им се допаѓа да не им се меша никој во глупостите што ги прават, кои што имат најчесто диктаторски. Тоа не така може. И во Унгарија, така и во. Затоа го сакат суверенизмот они. Јас не одам на таа страна. Јас одам. Не ми се меше. Јас одам, знаеш на каков суверенитет мислам. Колку патлиџани увезуваме? Производствениот суверенитет. Кој што создава суверенитет? Ете така. Гледај ги, ајде да го разложиме бруто државни производ. Кои се ставките? Колку носи туризам, колку носи земјоделие, колку носи ово, колку носи оно. И дај да видиме како тоа можеме некои ставки да ги поместиме, дали можеме да бидеме подобри во услугите, дали земјоделието може да биде додадена вредност, дали може енергетика повеќе да правиме, ама државно инвестирана или јавно-приватно партнерство или што е да е. Дај да видиме тој GDP како можеме да не тапкаме цело време меѓу 2% и 3%, него да земе залет 6-7%. Тоа е тој економски суверенитет за кој што јас зборувам. Добро, значи поеднакво е, затоа што некои различно си го толкува. Не. Значи јас не на штета на демократијата. Ете така. Јас него на добивка за економијата. Во таа смисла. Ајде да видиме колку земјоделци има кои што реално се земјоделци. Ајде да видиме колку имаш што да земам, туризам. Туризам во економија беше кога бевте заменик, сега во култура. Кажи ми ти во Охрид имаш ли хотел со 5 звезди? Не може спават, нели беа метропол? Не, правам обед за хотел 5 звезди по светски стандарди, не по македонски стандарди. Не верувам. Така, Црна Гора земаа Мадона за промоција. Сплендид го направија. Така? Да. Кај Хрватска кого зема, Албанија кого зема. Значи, земаат светски звезди за да го промовираат регионот или... Еве остров купи на Трамп. Иванка купи остров сега во Албанија. Така, милиарда. И тоа е светска вест. Светска вест. Кажи некоја светска звезда.
И што да купат во Ресен, може тој Не правам остров, како се викаше? Не правам муабет да купат. Правам муабет да ги искористиме како промотери. Че тоа се наоѓаат нивните агенти и се подпишуваат договор, ти треба да промовираш, 4 години треба да промовираш Охрид. Да речем. Увек трговците го правеа тоа, да. Така? Па и хрватите со. Ете така. И еве, да речеме... А и србите го прават со Белград, доаѓаат многу звезди кај нив. Кажи некој светски глумец. Пеач. Еве Хусейн Болт беше се интересен. Хусейн Болт, така? Да. Ама што имаше дебати зошто не го зема Јокич, ама изгледа не го Не сакаат. Хусейн Болт од калиборот. Права муавет од калиборот на Том Круз, на Роберт Дензел, ете такви ликови, така? Значи тој доаѓа со private jet. Доаѓа уште еден авион со него, со неговата екипа, обезбедување и така натаму. Тој доаѓа со рајдер листа што треба да има во хотелот и еве тој ќе слета на Охридскиот аеродром. Да. Така. Од Охридскиот аеродром Пато не го бива. треба да стигне некако до Охрид. А еве полиција ќе расчисти тоа, ќе вшипа, така, ќе се направи тоа. Кај ќе го сместиш бе тој човек? Оние куките традиционални тие нешто така на со Не ти оди тој таму. со кревети на Не, таа тие рајдер листи, тоа се барања. Не можеш екзотика да го продаваш на него. Под закрила на екзотика да има Ама немаш хотел со 5 звезди во Охрид. Светски хотел. Кај што да речем у 3 саат му се јадело диња и неговиот ќе се јави на господину тој донесете му диња во 3 саат. И тоа рецепција море ти нормален си диња да ти носам во 3 сата. Мислам шала, ама не разбираш што ми е поентата. А може овој на Мијалко сега што го прави, И- ќе биде Без ми беше муабетот за додадена вредност на македонските производи. Што можеме ние да одгледаме како нели се фалиме дека плодна почва и така натаму. Планинска земја, да е скијачки центри. Ама секогаш имаш нечив интерес кој што ќе го нарушиш. На некого ќе му брцнеш во око, што зборува овој Колемишевски, што тресе сега глупости, дај го поменете го таму. И така. кој е тебе кога значи што ќе нас да не се рудници, да не се овие зоните. Зоните немаат, во колумната пишува. Зоните со локални добавувачи што работат, ама тоа е ситно, зоните све тоа Ти извоз. спомна во други извозот, они ни го прават. Они го прават. 80%. Ние немаме наш Што извезува Македонија, кажи? земјоделие, нешто. Земјоделие, Фино. пиперки, патиџ, вино, да, виното е многу висока ставка, ама винарството е веќе сериозно развиено. И таму многу се инвестира. И македонското вино е врвно вино, квалитетно И вино, рударството го прави тој. толку. Друго нема. Нема. Текстил, што правиме со текстил? Ево штипси, све пропадна таму, така? Почна да пропаѓа, да, конфекции. Тоа е. А порано бе изглед дали цената веќе не им е атрактивна. Ама чекај, и Штип имаше Народна сила. модни Имаш. конфекции. А, стиво. Не, овие се сега само конфекции. Ова работа, вие се само за... Така, а Штип има нивна колекција. Тетекстето имаше негова колекција. Значи, имало таму редови. некои што цртале, што правеле, па ова вака ќе изгледа, па тоа така ќе изгледа. Сега, Ништо, само работна рака. донеси материјалите, еве ви го моделот, соши, у камион и носи. Па Тетекс продаваше у Њујорк. Тетекс шиеше за Келвин Клайн. Тетекс. Колемски, да го завршиме разговорот со како гледаш Македонија, ама не според ChatGPT во како ја гледаш фамилијата, семејството Колемишевски и Македонија во наредните 15 години. Мене животот стварно не знам кај ќе однесе. Фамилијата ми е таму, децата сакам да ми растат таму, да бидат воспитувани таму. Јас си знам како ми е и со работа, и со трчање, и со целиот мој живот таму. За Македонија, ова сум го правил и со пријатели од Вомора што ги имам. Една топла препорака. Че да се седна на маса и да се каже дај ги твоите најдобри 300, јас ги давам моите најдобри 300. Да си... Па кадровски се. Кадровски. Генерално тънки си... Кадровски.
Ама дај ги најдобрите 300. Ако има 330. Ама пази, не тие од штабови што пијат кафе и што викаат по митинзи. Него дајте луѓе, најдете 300 луѓе за овие позиции, за овие позиции, за овие. И вие најдете 300 луѓе за и да имаме 600 луѓе кои што никој нема да ги мрдне таму. Дали е ВМРО, дали е СДСМ, дали е ДУИ, дали е ВЛЕН, не, тие луѓе се таму за тоа. Тоа е департизација. Ке што нема да дојде новиот директор и да каже, еде столе, сега ќе те спуштам 3 скалила надоле, зашто? Затоа што си гласала за СДСМ или жена ти, не знам, кажала нешто. И тоа е шанса за Македонија. Само така. И а за овие големите проекти, ти реков, само менаџери од надвор кои што работеле на проекти од 1 милиарда евра. Значи, кога работиш на проект, ја не сум се осудувал како адвокат да влезам во нешто што е надвор од моите знаења и можности. Да, може би ми било, биде дел ти од тимот таму и ќе си земеш, ќе си пуштиш фактура, викам човече, боже, знаеш ли каква одговорност е тоа? Че работевте со странски инвеститори што доаѓаат? Да, претежно со странци Кои беа забелешките на законот, на несигурноста, на промената на процедурите? На процедурите, на дозволите, на корупција, малтретирањето. Тоа се подразбира. Што сега работите и тоа со инвестицијското советување, вие сте меѓу првите, рековте, Да. број 3 ви е лиценцата, тоаш никој не ви знаеш што е тоа. Адвокат, не, сега тоа е многу модерно, како што се инфлуенсерите сега и во Македонија има доста инвестицијски советници. Да. Во што да инвестираат? Во што се исплати сега? Да го Македонија... слушаат Трамп, нешто кажа. Не, тоа е. Криптовалути да ги фрлат, да очекуваат нешто. Во моментов во Македонија, ако нешто би препорачал, што пак не треба да ме свати никој дека ова го давам како инвестицијски совет, не го давам како инвестицијски совет, веќе не смем да го давам како инвестицијски совет. Ако не се разбираш да прочиташ биланси на фирми, да направиш фундаментална анализа први на компанијата, па да видиш после чартови, да правиш техничка анализа кога да купиш, кога да продадеш, значи тоа е Не е како укладилница, макар што викаат. не. Инвестирањето на борза е како коцкање. Коцкање. Македонски менталитет. Значи, тоа луѓе факултети завршуваат по 4 години, а ние полагавме 12 испити тука пред комисија за хартија од вредност. Тоа не беше за викенд, оди таму научи. 6 месеци имавме предавања. Као постдипломски, петок, сабота, недела, одиш и ти предава. 6 месеци тоа правиш и после 12 испити мораш да положиш. Значи, ти сериозна работа. Бидејќи работи со туѓи пари. Се, ако не се разбираш у берза, има луѓе кои што се разбираат. Инвестицијски фондови. Ќе си одиш, ќе си купиш удел. Па ќе те прашаат таму кој е нивото на ризик. Ваков ми е ризикот, волку сакам толку. Значи можеш да пополниш прашалник пред да го. Значи не одиш, ево ги парите, дај ми удели, него колку што памтам, треба да ти дадат прашалник за да подпишеш дека тоа е твоја одлука и твојот степен на ризик. Затоа што имаш различни стратегии на инвестирање. Ако ми кажеш дека си задоволен со 3 до 4%, добро, подпиши и твоите пари одат у обржници. Ама ако ми бараш 20% плюс, ќе ми подпишеш и после ќе играм поагресивно, ама таму постојат многу поголеми ризици. Така? Сега сакаш 20% за една година, ама да знам како се секоја година ќе правам 20%, до сега можеби ќе имав и милиарда долари. Така е, да. Така, ако правиме на кампон 20%, па 20%, па ако се наголемува, нема крај. Сега, за инвестиции, баш во тие фондови кои што ги имаат, секоја има комерцијална или сите имаат фондови и ќе си одбереш, сакаш финансиски фонд, сакаш фонд за технички компании, сакаш валутен фонд, ќе си одбереш, ќе си купиш удели. Во моментот во Македонија само со тие фондови некако би Генерално криптовалутите, овие криптовалутите прават многу нервози. Многу нервози, затоа што таму нема правила на игра, нема фундаментално зашто тоа вреди толку. Знаеш, ке компанииве имаш, нели, имаш капитал, имаш актива, имаш пасива, имаш ова вреди толку. Ова е виртуелно. Така.
Ова имаш некоја си технологија што може нешто и сега да, тоа зема све поголем и поголем замав, не викам дека многу сериозен. Многу милиарди долари се таму упрашање. А за криптото не знам, ја некои ситни пари имам ставено таму и тоа ми е купено и заборавено. Со ова да завршиме со недвижните, тоа е многу тема. Една страста цените и тренд е да се купуваат недвижности, меѓутоа од инвестицијски советнички аспект пренесете во канадскиот момент, затоа што таму кога се купува, според тоа што сум го читал, кога се купува стан или недвижност, не се гледа колку е цената на недвижноста на квадрат, колку е можноста цената на издавањето на киријата. Да. Значи, кај нас ќе испадне, ако е 10% некој оптимум, најмалку, кај нас треба тогаш кириите во Скопје, ако земеш 100.000 стан, да не бидат помали од 1.000 евро месечно, кај нас 200-300 евро. Значи тогаш по тие параметри кај нас луѓето тоа не го размислуваат како инвестиција, него размислуваат како некој вид на штедење. Значи македонецот или чува пари на сметка у банка, или купува стан. Имав разговор со еден пријател. Абе, вака и вака банкава ми дава само 2%, да не разбориме сега банката. Вика ми дава само 2% на мојата депозитна сметка. Што да правам? Викам, ти си ги дал парите и они заработуваат на твоите пари. Добре, дај совет. Викам, сега ти си ги извадиш ти парите од таму и за истите пари ти купиш акции од банката. Тоа е веќе друго. А на оваа цена, дивидендниот принос ќе ти биде 6%. И ти ќе си купиш акции, они работат за тебе и ти ќе си земаш 6%. Ја, што ќе купам стан? И он вика, не. Вика, па вика, ти очи ми отвори, вика, никад немаше ми текне ова. А за тие што купуваат станови, он гледа прво да си реши стамбено прашање, што е... Тоа е веќе еден момент, ама има луѓе што купуваат 5-6 стана. 5-6, зашто? Или е перење пари, така? Пошто за рентање, колку ќе земаш ти рента тука? Ако станот е 100.000 евра, ќе купиш станот 50 квадрати, колку се веќе 2000 дојде. Да, може и помалку, да. 50 квадрати во некоја добра населба, да рече. Колку ќе го ренташ ти тој стан? 250? Толку. 300? Така? Да, толку да. Че ти на крајот од годината од тој стан ќе извадиш 3%. Да речеме 3% дека ти е киријата. Тие пари не можеш ги вратиш во наредните 50. Не правам бе дека ти ги вратиш. Колку е инфлацијата, Столе? Тоа веќе ги збунува шептенца. Не. Ако си земал ти 30.000, а инфлацијата во годината била 3%, значи тие 30.000 требаат 0. Не правиме моја за враќање на пари. Правиме моја за економски параметри кои што се чисти. Знаеш, си ги ставил парите у банка и добро ми даваат 3%. А инфлацијата лани 7%. И ти имаш бројка некоја, ама таа бројка тебе куповната моќ веќе ти е намалена. Да. Затоа треба, ако сакаш да речеме да правиш пари од инвестиции, прво што треба да направиш е да победиш инфлацијата. Кај живееше, била 1,5-2%, 2,5-3%, кај што се оние здрави инфлации за раст на економијата, за раст на државата. Ама инфлацијата ти е 5%. Ти мораш да имаш минимум 5% приходи за да и останеш на истото ниво кај што си. Ако си на 6, веќе си заработил 1%. Не правиме муавет за враќање на пари. Да, парите ти ќе ги имаш, парите ќе ги трошиш, ама правиме муавет сега од инвестициски аспект, од инвестициска гледна точка, како тоа. Кирил Колемишевски, нокаут, заменик министер за економија, адвокат, инвестициски и финансиски советник. Се гледаме, се слушаме, ќе разговараме повторно, ќе правиме интервју. Кога ќе се вратиш пак во Македонија, тоа е секоја година или во годината 2-3 пати? Секоја година. Секоја година? Да. Има луѓе кои што и стари крај, ама тие постарите. Да. И не доште 20-30. Не се дојде. Има така? Има така, да. Или сонуваат. доаѓаат еднаш на 5 години. Благодарам многу за разговорот. Благодарам и на тебе. Слушавте Стадион.
Слушавте и гледавте Стадион. До слушање и до видување до наредната сабота во истото време. Стадион, емисија за вашата вистина.